Пауза, но зад пратениците остануваат неколку крупни незавршени обврски, меѓу нив изборниот законник, кој наместо со договор заврши со повеќе од 13.000 амандмани и целосно блокирана постапка. Ова е една од темите за кои ќе разговарам со пратеникот на Левица Амар Мециновиќ. Добро вечер и добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Пред се сакам да ви го честитам денот на Републиката вам, на вашата редакција и на сите ваши гледачи. Се надевам дека ќе имаме убав разговор денеска. Сигурно. По месеци работа изборниот законник остана блокиран. Ако ги следите соопштенијата на политичките партии, сите меѓу себе го вперија прстот зошто е тоа така. Кој беше виновен? Левица со 3500 амандмани, СДСМ со 10.000 или власта, како што вие тврдевте во тој процес? Јас сметам дека искрено ова е голем пораз за нас како општество, за напорите за демократизација на политичките процеси и голем пораз за севкупната политичка констелација која моментално имаме во нашето општество, затоа што сметам дека веќе долго време е јасно во јавниот дискурс дека нам ни требаат суштински промени во изборниот законник како би добиле еден порепрезентативен изборен модел кој ќе ги уважува гласовите на граѓаните на Република Македонија на правилен начин и така ќе представува нивната волја. Сметам дека ова што се случи со изборниот законник е навистина поразително и во суштина она кое се бара, тоа што го бараат невладините организации, тоа што го бараат меѓународните институции како ОПСЕ, како ОДИХР и така понатаму по нивните препораки, тоа што сите партии номинално застануваат зад тие реформи кои треба да се спроведат, едноставно не се спроведува. Тогаш се поставува едно клучно прашање, а тоа е капацитетот на оваа политичка констелација да донесе државнички одлуки. Бидејќи мислам дека овој процес беше целосно обременет со партиски интереси, а не со државнички одлуки. И сепак сметам дека најголемото разочарување за мене како граѓани на Република Македонија, затоа што моја е владата на ВМРО ДПМН и моите интереси треба да ги представува, мислам дека најголемото разочарување во ВМРО ДПМН затоа што не изнајде можност да донесе една државничка одлука и да донесем изборен законник кој ќе одговара на потребите на нашето општество. Сметам дека самиот процес во самиот почеток беше малку компрометиран со тоа што СДСМ одби да влезе во процесот на работната група, ако се сеќавате во Министерството за правда и не беа присутни на лидерската средба каде што се разговараше за отварањето на изборниот законник и со тоа СДСМ искрено ја ослабна позицијата на опозицијата во целиот процес, затоа што опозицијата не застана со целиот капацитет со кој можеше да располага и така се оставија стотици илјади граѓани кои мислат поинаку од мислењата на владата едноставно на маргините. Добро, но Левица учествуваше. Успеавте ли вие на некоја од тие средби на работната група да го отворите и да го наметнете прашањето за една изборна единица? Затоа што во финалето, кога дојде до блокада, рековте дека тоа е суштинската причина. Иако во 3500 амандмани не се зборуваше за една изборна единица, туку за распределбата на буџетските пари. Да, во суштина едно нешто што мислам дека јавноста можеше да забележи дека навистина и ова ќе го експлицирам, нема само да остане како фраза, Левица беше најконструктивна во целиот овој процес затоа што ние сакаме нов изборен законник затоа што на македонското општество му треба нов изборен законник. И секоја промена и секоја борба која може да се добие и да се избори е позитивна во насоката за демократизација на општество кое веќе одамна му е потребна таа демократизација. Сакам да кажам, ќе видите во процесот дека секогаш кога имаше некој вид на сопка или некој вид на апорија од каде што не можеше да се излезе, Левица нудеше излезно решение. Дури на самиот крај ние пробавме да ја собереме опозицијата на маса, да изнајдеме заеднички настап пред барањата на Мицковски кои искрено беа потполно неискрени. Сакам да се надоврзам дека мене ми е жал што премиерот на крај одбра да му биде црвена линија диаспората. Јас мислам дека овој премиер требаше да застане зад црвена линија една изборна единица. Зошто? Затоа што не ветувавме ние наместо ВМРО ДПМН една изборна единица. Тие ветуваа и тие освоија власта. Никаде на граѓаните не им рекоа дека нивната главна цел за изборниот законник е воведување на гласање на диаспора. Туку ни рекоа дека една изборна единица. Мене ми е криво што Мицковски на крај одлучи да се бори против нас, а не против тие кои беа против една изборна единица. Ако тој смета дека неговиот... Има ли неговиот... конкретен предлог за една изборна единица? Токму тоа е ве праша власта. Може ли да се договорите како тоа ќе изгледа, кој е прагот, каква ќе биде распределбата на гласови и така. Значи, имаше ли некаков предлог Левица конкретен во целиот овој процес? Затоа што навистина и ние како јавност не видовме некое конкретно решение кое произлегло од така, знаете, во работната група многу работи се дискутира. Например, можеме и да го отвориме прашањето, еве ќе ви кажам, ние уште на самиот почеток сакавме да го отвориме прашањето
платеното политичко рекламирање потполно да биде исклучено, да не постои просто. Сметаме дека тоа е фер, но другите политички партии тоа не го прифатија, затоа и отстапивме од тоа барање и бараме консензус кој ќе биде фер и ќе ни даде демократски избори на сите подеднакво да настапуваме, така и со едната изборна единица. Во суштина ние го отворивме прашањето, но таму каде што не можеше да се дојде до консензус за една изборна единица, бидејќи во овој случај вреди најексплицитно се буни за една изборна единица, тие се против една изборна, иако и ВМРО е против една изборна единица во суштина, ние не сакавме изборниот законник да не биде донесен. Нас ни требаат дел по дел да го демократизираме изборниот процес. Дури на самиот крај, кога се постави прашањето за диаспората, ние рековме, ајде и од тоа да најдеме излез, компромисно решение, па ние така понудивме да се гласа само на председателски избори, затоа што сметаме дека председателот има ингеренции во надворешната политика и дека е дури прикладно тоа така да се изведе и диаспората да гласа преку пошта. Сакам да кажам, во овој цел процес ние бевме најконструктивни и сакавме да дојдеме до консензус, но во моментот кога Мицкоски ја изведе диаспората, тогаш на неговата димна бомба ние одговоривме со линија за тоа што ни е потребно најмногу, а тоа е една изборна единица. Во моментот кога Мицкоски одлучи да поставува услови за носењето на изборниот законник, тогаш ние го поставуваме условот на народот, го поставуваме условот на невладините организации, го поставуваме условот на меѓународните организации. Доколку Мицкоски сака диаспората да ја вклучи во гласањето поексплицитно, иако за јавноста да се нагласи диаспората веќе има право да гласа. Добро, да се олесни. На изборите да се олесни патот, ние рековме дека во тој дискурс мора да влезе едната изборна единица. Дури јас би искоментирал дека искрено мислам дека крајниот резултат на се ова е еден заговор на партиите кои владеат сега и кои владееле претходно, затоа што партиите имаат една главна улога, а тоа е да дојдат на власт и да останат на власт и едноставно овој изборен законник им одговара на овие партии. Овој недемократски изборен законник им одговара на овие партии, бидејќи мислам дека доколку имаше волја да дојдеме до вистинско решение, ќе дојдеме до вистинското решение. Јас би сакал да повикам до ВМРО да помене дека има време, повикувам до премиерот Христијан Мицкоски да излезе од теснопартиските интереси, да покаже државнички капацитет, затоа што тоа ние го бараме како граѓани на Република Македонија од него, и да се уважат сите гласови подеднакво, затоа што иронично ние да зборуваме за уважувањето на гласовите на диаспората, додека имаме нерепрезентабилен изборен модел. Вие знаете дека во изборна единица 1 не тожат исто пратениците како во изборна единица 6. Затоа ние сметаме дека треба да се олесни пристапот до исполнување на волјата на нашите граѓани во Република Македонија, а потоа можеме да дискутираме и за модел за воведување на диаспората повеќе во овој процес. Кој е прагот ваш на компромис околу изборниот законник за да ги повлечете тие 3500 амандмани кои се однесуваат, па ќе кажам, само на распределбата на пари? Дали се парите или други услови па не, за да се деблокира? Вака ќе ви кажам затоа што ги исполнуваме парите. Затоа што возот за ние сега сите како на 15 јули истече рокот кога можевме да штиклираме 10-та точка од реформската агенда, но не заврши потребата да имаме избори следната пролет или понатаму кои што ќе бидат според препораките на ОПСТ, ОДИХР, според меѓународни стандарди, значи таа дискусија не може да ја сметаме за затворена. Така е, дефинитивно и баш затоа што јас настапувам на претходните локални избори и од искуството кое јас го имав на локалните избори, но и сите ние како граѓани на еден главен град во европска држава, затоа што имавме избори во втор круг каде што двата кандидати не беа со еднакви можности за настап на изборите, инаку и на седницата на Уставниот суд се дискутираше нели за оваа одредба ако граѓаните го следат дека тоа ние го оспоруваме, а некои од уставните суди извади аргументи дека тековното законско решение затоа што не обезбедува еднаков настап на изборите, затоа и влијае на можниот исход на изборите. И тогаш ние треба да го поставиме прашањето, дали ќе дозволиме авторитаризмот да биде пред демократијата или ќе се определиме за демократијата. Во овој случај левица е само вакуум просторот кој треба да го третираме, затоа што доколку се потврди овој преседан, левица да настапува со хендикеп на изборите, тогаш секоја следна партија која ќе сака да им ги помати сметките на партиите кои владеат,
ќе биде ставена под хендикеп. Тоа значи дека ние одиме кон авторитаризам доколку се задржиме само на дискусија за парите, затоа што зборуваме за еднаков пристап до изборните механизми. Јас како кандидат на изборите за локалните избори сметам дека најстрашното нешто што можеме да го направиме е да отидеме на уште едни избори каде што нема да имаме фер избори. И од еден во друг циклус ние ќе поставиме норма и ќе имаме деградација на демократската атмосфера во Република Македонија. Вие практично на локалните избори бевте без буџет од државните пари, на парламентарните претходно користевте средства бидејќи немавте поголем број од 5 прати немавте пратеничка група, но горе-долу гласовите кои левица ги освои беа тие 67.000 на парламентарните избори, 57.000 на советничките листи. Така со многу помала излезност, апсолутно. Неспоредливи се, мислам, различен тип на избори, различна излезаност. Прашањето ми е дали е ова прагот на левица, достигнат ли е плафонот кој што може партијата да го достигне, со оглед на тоа што со СДСМ сте во конфликт, со ВМРО-ДПМН сте во конфликт, со невладиниот сектор не гледаме некоја поширока соработка или некаква платформа. Дали е левица партија која во моментов ја гледате единствено како партија која вечно ќе биде контра на останатите, но никогаш нема да преземе одговорност и да управува? Апсолутно. Јас мислам дека задачите кои се исправени пред левица се сега, баш сега се токму поразлични него што беа во изминатиот период, затоа што сметаме дека со вакуумот кој се наметна на политичката сцена во суштина, која ќе кажете да, во конфликт сме со ВМРО-ДПМН и ќе бидеме до последен ден во конфликт со ВМРО-ДПМН, затоа што сме им најистакната опозиција. Тоа цела Македонија го знае. Во суштина, левица сега има задача да го обедини граѓанството, да ги обедини сите елементи кои сонуваат за еден друг општествен амбиент, поинаков од овој. Левица треба да се исправи пред таа задача и ние веќе комуницираме со некои политички чинители кои настапија независно на минатите избори. Разговараме со некои политички чинители кои се веќе во советите на локално ниво, така што левица е во процес на окрупнување на гравитационото поле околу себе, затоа што сметам дека таа е задачата која ние сега треба да ја носиме, бидејќи многу граѓани во Република Македонија не се задоволни со ова што се случува сега. Додека опозицијата во овие услови, ако ја видиме СДСМ и во овој случај ДУИ, сметаме дека го немаат политичкиот кредибилитет и капацитет да бидат локусот околу кој ќе се обединат силите кои ќе се спротивстават на власта за следните избори. Поради тоа што константно ги критикувате на овој начин СДСМ, тие ви ја лепат етикетата дека всушност вие сте лажната опозиција на ВМРО-ДПМН и дека со нападите кон вие го слабеете тој опозицијски блок. Нема ли капацитет опозицијата на вистина да биде обединета или за левица е поважно да биде прва опозицијска партија отколку некогаш да може да издействува доаѓање на власт? Ова искрено, тоа што го кажавте, апсолутно е така. На левица е многу битно да биде прва опозицијска партија за да го наметне темпото на работа на секоја идна каква и да е констелација политичка. Затоа што сакам да ви кажам, левица постои и расте заради недостатоците кои конвенционалните партии, а особено СДСМ ги има во изминатите 20 години. Левите гласачи во Република Македонија се оставени сами на себе. Нема левичарска платформа, нема левичарска економска политика и нема левичарски вредности за солидарност, егалитарност и социјална држава. Ние гледаме како сите тие вредности на кои е поставена нашата држава, бидејќи е социјална држава, се распаѓаат. Едноставно во вакуумот на недостатоците на СДСМ кои не им ги наметнувам јас, тоа се недостатоците кои самите ги имаат наметнато, левица е одговор на тој вакуум простор. Така што сметаме дека времињата се менуваат, особено во Скопје тоа беше нагласено. Јас ќе ви кажам затоа што прашањето беше за нашиот лимит, а левица е сега втората партија во град Скопје и тоа веќе нема да се смени поинаку. Добро, ги споменавте локалните избори, резултатите од нив. Ева после колку се поминати 9-10 месеци од тие избори, може ли да издвоите нешто што вашиот противкандидат кој победи на изборите направил исправно? Тој на пример вели дека се вратени 40 на милиони
евра долгови на јавните предпријатија. И со голо око може да се забележи дека некои работи во градот се менуваат. Може ли Левица или вие како кандидат да признаете во некој дел дека има придвижување кон позитивно во главниот град? Апсолутно, бидејќи на локалните избори, ќе се сетите, јас бев на интервју кај вас, ние разговаравме дека ситуацијата во Скопје е стварно ужасна и дека мора да се действува што побрзо. И верувајте, како човек кој сака да живее во еден убав град, на вистина, ние сите сакаме Скопје да го видиме во подобро светло. Јас навивам за градоначалникот нешто да направи. На нас ни требаат мали победи во Скопје, на нас ни треба нешто да се придвижи. Јас како човек сакам да видам градоначалникот на Скопје да прави позитивни работи и да го подобрува животот во Скопје. И апсолутно дека се подобрени работите затоа што е прекината блокадата на ВМРО-ДПМН. Тоа е вистината која треба да ја согледаме. После 4 години хендикепираност на градот, после 4 години мафијашка блокада меѓу другото, сега конечно е направена деблокада. Но таа деблокада оди во насока на извршување на дејности на градот кои сепак одговараат на личните интереси на луѓето блиски до ВМРО-ДПМН. Апсолутно, клучката кај Момин Поток кога ќе се направи тоа ќе биде брилијантно за град Скопје. Јас навистина се радувам за тоа. И за секое мало историска е таа веќе клучка. Фантастично, таа е тргната веќе од 2020 да се прави, ако се сеќавате, и тоа се убави работи. Но јас сметам дека во изминатите 9-10 месеци не се направени доволно работи, затоа што мене уште не ми јасно како после 9-10 месеци Скопје уште нема нови автобуси. Еве сега имаме нови информации за тендер, но да пропаднаа тендери, но тоа не ја менува реалноста, дека нашите граѓани кои зависат од тој јавен превоз да дојдат на работа, зависи хармонијата во нивното семејство просто од условите кои градот им ги дава. Реалноста е дека секојдневниот живот на скопјани не е сменет. Скопјани и понатаму живеат во еден главен град кој се распаѓа. Понатаму, проблемот е што, еве јас, затоа што мене ме прашувате, например, мојот концепт за како Левица би го водела град Скопје кога добиевме пред 9 месеци е поразличен од ова што го гледаме сега. Затоа што сметам дека доколку ние победевме, победата ќе беше на сите. И ние едноставно ќе бевме отворени да ги слушнеме сите и заедно да го правиме градот и политиките. Има ли простор за тие 6 советници во градот да бидат вклучени и да нивните предлози бидат некогаш прифатени? Апсолутно, тоа ми е поентата. Но сега имаме градоначалник кој не сака да соработува со опозицијата. Нашите иницијативи биваат одбивани. За буџетот не беше консултирана опозицијата, за ребалансот на буџетот не беше консултирана опозицијата. Да, и него не гласавте го уште. И него гласавме, затоа што нема никаква комуникација. И ова се последиците едноставно на бирање на една ригидна структура партиска, како што е ВМРО-ДПМН, и една нова сила која ќе мораше да постави нови стандарди за работа, а тоа е Левица. Ние и понатаму се надеваме, јас како што ви кажав на почетокот, јас сакам овој град да го видам во поубаво светло и се надевам дека така ќе биде во следните години, но реалноста е дека ние до 2029 најверојатно ќе изгубиме години, ќе изгубиме можности да се подобри едноставно животот во град Скопје и ќе имаме уште полоши услови. Меѓу другото, сакам да ви посочам дека има сега една нова контроверзија во поглед на владењето на град Скопје, тоа е законот за Скопје Европска престолнина на културата 2028 година, чие законско решение ние најавуваме дека во собранието не може да помине, ние ќе го блокираме на начин на кој што можеме, колку ни дозволува деловникот и можностите, со филибастери и така натаму. Зошто што е спорно? Сепак тоа е затоа што целиот тој проект се прави со многу меѓународни партнери. Тоа не е нешто што го прави политичката апсолутно, само на знаете, има примери, еве, да не остане вака, јас после емисијата ќе се надоврзам на мојот личен профил, ова ќе го експлицирам, има примери од други градови кои го добивале овој епитет и верувајте, имало коруптивни сделки таму, значи повеќе е за локалната власт и централната власт во самата држава како ќе постапи со тоа, него ли до самиот проект, сакам да кажам. А во случајот на Скопје и со носењето на тој закон има две многу контроверзни работи. Прво, Орце Георгиевски го назначи Маријан Цветковски, ние го знаеме како долгогодишниот директор на јавниот сервис, за директор на фондација која уште не е основана и директор кој треба да го постави управниот одбор на фондацијата која уште не е основана. Тоа значи дека целиот процес е веќе договорен, значи исходот на таа фондација треба да биде така што Маријан Цветковски ќе биде директор, а од друга страна, јас искрено ќе ви го кажам, јавниот сервис на Република Македонија има најлоши резултати во регионот заради работата на Маријан Цветковски.
тој ја има деградирано работата на јавниот сервис и така ќе бидат резултатите во поглед на Фондацијата за Европска престолнина на културата. Затоа, ние нема да дозволиме овој закон да помине, нема да бидат заобиколени сите луѓе кои на чии грб живее културата на Скопје и кои ја креираат културата на Скопје. Напротив, локалните власти, посебно властите на Скопје, преку поголема вклученост на Советот на град Скопје, но и сите релевантни луѓе од фелата, да донесат една понуда која ќе биде достојна за Скопје, а не достојна за коруптивни, потенцијални криминални влијанија. Амар Мециновиќ во тема на денот, благодарам за гостувањето вечер.